Рек Битола со децении е синоним за домашното производство на струја. Но последните неколку години комбинатот е синоним и за најтешките тендери во Македонија. Сметката е 212 милиони евра, само во последниве 5 години. Тоа се пари од државниот буџет исплатени на приватни фирми, кои копале јаглен и јаловина или обезбедувале помошна механизација во рударско-енергетскиот комбинат. Дотраената и расипана механизација на Рек Битола може да се забележи на повеќе локации низ комбинатот. Но дали можело да се избегне ваквата состојба и ангажирањето дополнителна механизација? Ова е скип. А добро, зашто не функционира сега? Значи некој електрохидравличен вентил за менувач. Не е исправен, тој треба се набави. 50-100 евра нека е преку сила. Значи тој е минорен дел, што може лесно се набави, али кој ќе неки, некој неки. Се случувало по 2-3 месеци да лежи за една гума. Гумата нека е 500-800 илјада евра. А 500 илјада евра за 2-3 дена ни зема механизација помошна, мислам надворешна фирма. Нико Блажевски овде работи околу 30 години на различни позиции. Последните година и половина е возач. Со време, како се изамортизира, остана се раскодова едноставно. Ова механизација што е последно купена, скоро и таа е како да речем, во критична ситуација или слабо се одржува и така натака. Значи, се сведе, акцент се стави на надворешните фирми. Ангажирани надворешни фирми. И со зголемување на ангажираноста на тие фирми, автоматски останавме без машини ние. Само за ангажирање помошна механизација во Рек Битола, од 2012 година се потрошени 46 милиони евра. Парите се исплаќани врз основа на тоа колку часа месечно работеле машините, а колку часа работеле мерел GPS систем, инсталиран на неколку точки на машините. Според документите кои Елем ни ги даде на увид, некои од машините работеле во просек и по речиси 20 часа дневно. Например, оваа машина од една од фирмите во мај годинава имала 602 часа, што значи 19 часа и 25 минути на ден, вклучувајќи ги и викендите. Оваа машина пак во април годинава работела 557 часа или 18,5 часа на ден. Можно ли е во работен ден, поделен во две смени од по 12 часа, една машина да работела и по 19,5 часа на ден, или по речиси 10 часа на смена? Нико Блажевски вели дека имало такви примери, но дека се реткост. При доаѓање нормално треба да стигне на работно место, да се припреми работничка лишта, заштита и така натака, да се транспортира до машината со специјално возило за транспорт на патници или работници, како сакате. Нормално, кога ќе стигне до машината, треба да ја провери гориво, мазиво, да ја чисти нешто тие работи. Нормално, задолжението, ако е хитно, мора да настапи со работа. Значи, реално зависи. Некојаш може да се случи до 10 сати да оди максимум, што многу ретко е. Ево, од моје искуство тука, барем во помошна кај што сме, 6-7 сати некаде плюс-минус е реално и најреално. Во месечните извештаи за машините, за кои во април или мај е прикажано дека работеле безмалку по цели денови. Печатливо е дека во следните месеци се регистрирани значително помалку работни часови. За машината за која Рекот отплаќал 19,5 работни часови дневно во мај, во јули, например, биле прикажани, а со тоа исплатени пари за вкупно 435 работни часа, или 14 часа дневно. Во вториот пример пак, од 18,5 часа дневно во април, следните месеци бројот на работни часови опаја, за во август да заврши на 156 или 5 часа дневно. Ова не се само поединечни случаи.
Анализата што ја направиле во Елем покажува дека 4 приватни компании, чија механизација била ангажирана во РЕК Битола, во мај за своите услуги наплатиле 760.000 евра. За до август месечната сума да падне за околу 21% на 600.000 евра. Случајно или не, периодот кога паѓаат овие трошоци се совпаѓа со смената на власта во земјава. Но новиот директор на државните електрани на Македонија, Драган Миновски, вели дека падот на трошоците кореспондира и со друг настан. Откако на 16 јуни заврши договорот за GPS уредите поставени на машините во РЕК Битола, има еден тренд на намалување на работните часови, откако контролата на работата на машините е превземена од вработените во РЕК Битола и со нивна контрола и дневни анализи се врши поставувањето, односно контролата на работните часови на машините. Ние испитуваме дали за какви злоупотреби станува збор во моментов. Исто така имаме сознание дека пред неколку години истиот проблем го воочуваат и самите вработени во РЕК Битола, зашто имаат допис до менеджментот тогашен на АД-Елем, меѓутоа на тој допис одговор конкретен немаат добиено. Конкретно, велат од Елем, стручните служби во РЕК Битола во ноември 2015 година барали на машините да има уште еден GPS показател за тоа дали тие работат или не. Причината е што воочиле дека системот може да се измами. Фирмата надлежна за GPS уредите веднаш покажала подготвеност да излезе во пресред и да воведе уште еден параметар за контрола. Побарале само официјален писмен допис од менеджментот, но одговор никогаш не добиле. Неретко се случувало и намерно кршење на GPS уредите за до замената со нов податоците за работните часови да се внесуваат рачно. Сакаме да направиме анализа и за претходниот период на работа на дворешната механизација во РЕК Битола и во РЕК Осломе и доколку се воочат одредени недостатоци согласно документите кои ќе бидат презентирани, ние ќе ги процесираме. 360 степени побара мислење и од претходниот директор на Елем, Христијан Мицковски од ВМРО ДПМНЕ. Неговиот став интегрално е: новото раководство на АД-Елем манифестира елементарно непознавање на материјата и на вистина жалам што наместо да се зафати со решавање на реалните проблеми кои се од суштинско значење за компанијата, има за цел, по налог на Зоран Заев, да измислува случаи, клевети и да го контаминира моето име и презиме. Ги охрабрувам да ги искористат сите институционални и законски можности во интерес на вистината. Вакви и слични небулози, измислици и клевети во периодот кој следува од страна на наредбодавачите се очекувани. Мојот мотив е татковината и ќе сторам се, прочем како што и досега го водев мојот живот честно, одговорно и посветено, да го демонтирам овој ужас наречен Зоран Заев и СДС и да ја разденам мојата татковина од помрачувањето кое го донесе Зоран Заев и СДС. За волја на вистината, Мицковски беше директор на Елем не цела година, од септември 2016 до разрешувањето на почетокот на август годинава. Пред него 4 години со компанијата раководеше Дејан Бошковски, кој во октомври 2012 го наследи Владко Чинговски, кој пак беше директор на Елем цели 6 години, почнувајќи од септември 2006. Дека нешто во најмала рака чудно се случува со трошоците на РЕК Битола, покажа и еден тендер од Летово за ископ на јаглен. На електронската аукција победи фирмата Трансмет на Сеат Кочан, но поважно е што победничката цена беше пониска за 70% споредено со тендерите за истата работа од минатите години. За подсетување, во изминатите 5 години сметката за ископ на јаглен и помошна механизација е 212 милиони евра. 1% помалку или повеќе од оваа вкупна сума изнесува 2,1 милион евра. 20% се 42 милиони евра. Пари на граѓаните.